Со дуелот против Струмичка Беласица утре осогова ја започнува пролетната мисија за опстанок во втората фудбалска лига Исток. Со повеќе промени во играчкиот ростер и со подготовки кои се одржаа во Кочани, жолто-сините веруваат дека ќе одговорат на предизвикот, бидејќи имаат квалитет конкурентен во однос на другите екипи. Сега концентрацијата на сите во клубот им е насочена кон саботниот дуел против силната Беласица. Пред почетокот на сезоната имавме еден контрол надпред таму кај што ги добивме 0-1 и тоа некако ни остави еден психолошки момент и кога отидовме на првенствената на утакмица ги добивме 0-2. Но тоа не значи ништо, во втора лига секоја утакмица е засебна сама за себе. Ја кажав на една телевизија исто дека психолошкиот притисок ќе биде на нивна страна, а ние ќе бидеме растретени затоа што ни нема што да изгубиме. Ние ќе имаме шанса за поправен, тука сме се бориме за опстанок, но тие ако сакаат да влезат во прва лига ќе мора да дадат максимум и ќе мора да играат на победа. Еден бод на нив да и се одземе, они ќе бидат чекор назад од таа прва лига. Така да мислам дека ние ќе бидеме растретени максимално од психолошка гледна точка и понесени од навивачите и публиката кој се надевам дека ќе биде во поголем број, па дека и ќе ја добиеме и оваа утакмица дека ќе бидеме 100% победници во целата сезона против Беласица. Во ситуација кога во составот нема доминантни звезди, шефот на стручниот штаб Александар Андов се потпира на колективната игра. Тоа значи дека секој поединец треба да го даде максимумот за успех на колективот. Доколку се функционира како што е договорено, осогова ќе може да се носи со сите противници на Истокот. Надпреварот во Кочани започнува во 14 часот.